Меѓу граѓаните кои чекаат за вакцинација пред скопската сала Борис Трајковски се појави и премиерот. Заев денеска ја прими првата доза од Синофарм вакцината против COVID-19. Присутни беа и представници на амбасадата на Кина, земјата од каде дојде до сега најголемата количина вакцини. Ја исполни својата должност, изјави премиерот по вакцинирањето и повика истото да го сторат и граѓаните. Ја примив првата доза од вакцината на Синофарм, односно она која што беше во моментот на располагање, кога ми дојде мене редот согласно националниот план за имунизација. Се чувствувам одлично и ќе ја продолжам мојата дневна работна агенда и во денешните попладневни часови. Со дозите вакцини што пристигнаа минатата седмица, како и со сите договорени и потврдени количини што ќе пристигнат во престојниот период, верувам дека до почетокот на летото ќе имаме висок процент на население кое што ќе биде вакцинирано и тоа сето ќе придонесе до целосно менување на сликата на епидемијата кај нас. Ги охрабрувам сите граѓани на нашата земја, сите кои досега не го направиле тоа, да се пријават за термин за вакцинација на веб страницата vakcinacija.mk и да си го обезбедат единствениот ефикасен начин за заштита од коронавирусот. Вакцините се безбедни, проверени, тестирани и навистина колку побрзо заврши процесот на имунизација, толку побрзо ќе заврши оваа борба со овој невидлив непријател, пандемијата од COVID-19. Повикот на Заев следи откако бројчаникот на Министерството за здравство покажа дека досега само нешто повеќе од 256.000 граѓани се пријавиле за вакцинирање, 74.000 веќе се вакцинирале. Бројката на пријавени, ако се има во предвид статистиката од последниот попис, укажува на тоа дека само 12% од населението во земјава е заинтересирано да прими вакцина против COVID-19. Тој процент е многу понизок од неопходните 60% вакцинирани жители за создавање колективен имунитет. Пунктови за масовна вакцинација освен во Скопје има и во Битола, Кавадарци, Куманово, Охрид, Тетово, Штип, а ќе се отворат и во Велес и во Прилеп. Се најавуваат и кампањи за да се мотивира населението да се вакцинира. Затоа се и повиците на надлежните до граѓаните, уверувањата на здравствените власти дека вакцините се безбедни, а и примерите како од денешното вакцинирање на премиерот Заев. Како да ти штипне нешто. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.